Поништената девета генерација на Академијата за суди и јавни обвинители, што се случи со причина и тоа поради воочени законски недоследности, се рефлектира врз и онака сериозниот кадровски дефицит во правосудството. Владата нуди решение, нов закон, нова генерација идни суди и обвинители и повеќе од 200 вработувања во судовите. Вербата е дека ќе се стабилизира системот и ќе се ублажи хроничниот недостиг на кадар во правосудството. Кадровскиот дефицит е последица на долгогодишни слабости и проблеми кои се таложеле со години, истакнува заменик министерот за правда Ален Деребан. Најкритична е сликата во судовите и обвинителствата во внатрешноста, како и во граѓанскиот и кривичниот суд во Скопје. Недоследностите во сегашното законско решение бе една од причините поради кои управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители ја поништи таа скандалозна девета генерација. Поради тоа ни е потребно донесување на новиот закон за да може да се распише нова генерација. Законот е во владина процедура и очекувам во брзо време да биде проследен во собрание и донесен за да може управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители да распише нов оглас. Покрај законските измени, експертите оценуваат дека за вистински напредок на правосудството се неопходни темелни реформи. Тие посочуваат дека е потребна рационализација на судската мрежа, унапредување на обуката на суди и јавни обвинители, како и зајакнување на нивниот интегритет и одговорност. Последните случаи во кои судии се најдоа под кривична одговорност, велат, дополнително е разниша довербата на граѓаните во судството. Тоа е страшно. Тоа повеќе погаѓа отколку било кој друг случај на корупција кој е пронајден надвор, значи некако се дуплифицира некако значењето на еден таков негативен настан, има негативно влијание врз општо врз ставовите во однос на и довербата во судството. Покрај новите законски решенија, клучно е нивното доследно спроведување и следење на реформите за поефикасно и потранспарентно правосудство, вели Камбовски. Од Министерството за правда посочува дека голем дел од законите се дел од реформската агенда, меѓу кои измените на Законот за судскиот совет, чија цел е зајакнување на независноста на судската власт.